Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Продолжуваме со третиот член од символот на верата. Тој гласи: кој заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. Претходно зборувавме за Христовото раѓање. Раѓањето негово всушност е воплотувањето. Свети апостол Павле вели: голема е тајната на побожноста, Бог се јави во тело. 1 Тимотеј 3:16. Зборот воплотување е од црковнословенскиот збор плод, што значи тело, односно Бог, кој постои од вечност, прими човечко тело и стана човек, при тоа не престана да биде Бог, Богот човек. Низ историјата се појавувале погрешни учења, ереси за Господ Исус Христос. Некои не ја признавале неговата човечка природа или обратно. Но сепак најраспространето било учењето на свештеникот од Александрија Арije, кој тврдел дека Исус Христос е создаден од Бога Отца и не е од иста суштина со Него. Тоа движење е познато како монофизистичка ерес. Неговите ставови биле осудени на првиот Вселенски собор во Никеја 325 година, но последиците се уште постојат во некои цркви, како Копската, Ерменската и така натаму. Зошто Господ Исус Христос дојде на земјата? Раѓањето, односно воплотувањето, било неопходно затоа што тоа бил најдобар и најцелисходен начин за спасение на паднатиот човек и единствено така луѓето можеле да го разберат. Тука се вели: Христос дојде заради нас, луѓето, и заради нашето спасение. Некој ќе праша, за какво спасение се зборува тука? За спасение од гревот на Адам и Ева. Во една од утринските молитви се вели: гревот е смрт, и кој од оние што преку него умреле може сам да се воскресне? Навистина никој. Единствено ти си умрел и си воскреснал затоа што не си направил грев и не се најде измама во твојата уста. Ете, таков спасител му бил неопходен на човекот, праведен и безгрешен. Евангелистите истакнуваат дека Христовото раѓање било предскажано многу порано. Во Стариот Завет големите пророци изборувале за Месија, Спасител, кој треба да дојде и кое што се очекувало да се оствари. Тоа значи Христовото доаѓање не било случајно или ненадејно, туку одамна подготвувано. Првото ветување за доаѓањето на Месијата го дал самиот Бог, и тоа веднаш по падот на Адам. Господ ветил дека ќе испрати Спасител, кога некој роден од жена ќе смачка с главата на змијата, односно ѓаволот. Ѓаволот ги наведе Ева и Адам во грев и според тоа тие не биле во можност сами да се избават. Затоа Бог ветува Спасител. Адам и Ева очекувале тоа да се случи во нивно време, но не се случило. Потребно било време да се подготват луѓето за тој голем настан и исклучителен чин. Ни Стариот Завет Бог на разни начини ги подготвувал луѓето за доаѓањето на Месијата. Тоа го правел преку месијански пророштва, но и морално и духовно насочување на луѓето, преку менувањето на нивниот морален закон и нивниот менталитет. Пророк Исаија зборува дека Христос ќе се роди од девојка и ќе биде наречен Емануел, што значи со нас е Бог. Потоа пророкот Михеј вели дека ќе се роди во Витлеем, дека ќе биде наречен Назареец. Праведниот Јов знаел за доаѓањето на Месијата, па вели: а јас знам, Искупителот мој е жив и он во последниот ден ќе издигне
од пепелта мојата кожа и јас во мојата плот ќе го видам Бога. Јов 19 глава. Во псалмите се зборува за поклонувањето на мудреците, како и за враќањето од Египет. Согласно библиските податоци, Бог тоа го направил кога се исполнило времето. Галатјаните 4:4. За верниците, полнотата на времето не е само некој одреден историски датум, туку и личен духовен момент. Тоа е состојба во која човекот е подготвен да го отвори срцето за Божјата благодат и целосно да му се предаде на Светиот Дух. Колку време требало да помине да се роди толку чист човек, девојка, која ќе биде достојна да го носи во својата утроба несместливиот Христос. Он е несместлив, бидејќи е поголем и поширок од целата вселена. Затоа Мајката Божја, Пресвета Богородица, ја славиме како поширока од небесата. Лука 1:3-5. Евангелистите постојано нагласуваат дека Исус Христос е единородниот Син Божи, кој постои од вечност, кој станал човек заради нашето спасение. Галатјаните 4:4. Иако се разбира, не престанал да биде Бог. Она што започна со Христовото раѓање е неговото човечко постоење. Христос во својата личност обедини две совршени природи, божествената и човечката, на начин што е неразбирлив и несватлив за нас. Ова не е никаква фантазија, туку реалност. Оти он постана вистински човек. Кога Свети Јован евангелист рекол Словото стана тело, Јован 1:14, тој не мислел дека некој абстрактен збор или идеја се овоплотила. Ова го велам затоа што некои филозофи и религиозни системи од неговото време учеле така. Он е вистинското Слово Божјо, Христос, кој има посебен начин на постоење. Само таков совршен и безгрешен човек можел да биде достојна жртва пред Бога за грешниот човек. Само он можел да ги откупи нашите гревови и да ги врати луѓето повторно во заедница со Бога. Со ова Бог ја покажа својата преголема љубов и грижа за луѓето. Ете затоа ние имаме голема обврска кон Бога, а таа е да го најдеме Христа, како што Он, излегувајќи од себе, од својата слава и големина, дојде во светот меѓу луѓето, за да не повика кон спасение. Како ќе го одговориме на оваа жртва Христова, зависи од нас самите. Која беше Света Богородица? Света Дева Марија е највозвишеното и најсветото чедо родено на земјата. Благословената Дева Марија беше родена во Палестина, од наможни родители Јоаким и Ана. Од незината 3-годишна возраст па се до 12-та година живеела и служела во Ерусалимскиот храм. Бидејќи незините родители Јоаким и Ана немале пород, Господ им ги исполнил молитвите и во одминати години добиле пород во лицето на Света Дева Марија. Зошто била испратена да служи во храмот? Затоа што секогаш, кога се молеле за пород, тие ветувале дека доколку им се исполни желбата, ќе го посветат на Бога, односно да служи во храмот. Меѓувреме Јоаким и Ана починале, и кога наполнила 12 години, а според законот, Дева Марија морала да го напушти храмот и да се врати во домот. Треба да се напомне дека децата кои што престојувале во храмот посетувале и училиште. Таму се учеле да пишуваат и читаат. Така малата Марија добила соодветно образование. Кога требаше да го напушти храмот, немало каде да се врати. Еден од првосвештениците
предложил да оди на чување кај Јосиф. Јосиф, бидејќи неговата жена била почината, а тој бил многу постар од неа. Освен тоа, Јосиф бил роднина на Марија. Живееше Марија со старецот Јосиф и за секогаш и по раѓањето на Господа го сочува детството. Затоа ние ја славиме како секогаш дева. За неа сведочат Библијата, црквата и Светото предание. Католичката црква учи дека таа се родила безгрешна, но тоа не е точно. Зачнувањето на Господ Исус Христос. Како што пророкувал пророк Исаја 7:14, Света Дева Марија го зачнала Господа Исуса Христа преку силата на Светиот Дух. Бидејќи таа го родила Бога по тело, ние ја славиме како Божја мајка Богородица. Бидејќи Христос е Богочовек, најавторитативно е неговото зачнување да биде преку Светиот Дух, а не со посредство на човек. Така ќе се избегнат недостојни и неприлични озборувања. Зачнувањето на Господ Исус Христос се случило на надприроден начин. Целиот чин е опишан во Светото Писмо во Евангелието според Лука. Овој настан ја означува тајната на безсеменото зачнување преку силата на Светиот Дух во пречистата утроба на Дева Марија. По повод тој настан, православната црква го празнува празникот Свето Благовештение. Имено Светиот Архангел Гаврил бил испратен во градот Назарет за да ја осоопшти благата вест на Дева Марија. Името Гаврил значи сила Божја, символизирајќи дека детето кое ќе се роди ќе биде всемоќен Бог Спасител. Кога ангелот ја објавил дека ќе го зачне Синот Севишен, таа прашала: како е можно да биде тоа, бидејќи јас не знам за маж? Откако и било објаснето дека ќе се случи со посредство на Светиот Дух, таа со смирение одговорила: еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите Твои. За да ја увери во вистинитоста на чудниот настан и радосната вест, Архангелот Гаврил и вели: Твојата роднина Елисавета, мајка на Свети Јован Крстител, која дотогаш важеше за неплодна, еве веќе во 6-тиот месец е. Евангелие според Јован, Лука 1:36. Во моментот кога Дева Марија се согласи да биде волјата Божја, во истиот тој момент во незината утроба се случило зачнувањето на Господ Исус Христос. Според светите оци, како што Бог слегол во огнената печка за да ги спаси трите момчиња во Стариот Завет пророк Данијел, така слегол и во утробата на Дева Марија. За ова општирно пишува евангелистот Лука во 2 глава 28 до 38 стих. Преку љубовта и одданоста кон Бога, Света Дева Марија го избави човекот од првородниот грев на Адам и Ева, а преку Господ Исус Христос стана спасението на луѓето. Дева Марија целиот свој живот го помина во скромност и љубов кон Бога и кон ближните. На крајот од животот, според преданието, беше вознесена на небото. Света Дева Марија за нас, христијаните, е наша пресвета мајка и секогаш е подготвена да се завземе и да помогне на секој кој што ќе се обрати со молитва и со љубов кон неа. Почита кон мајката Божја кај сите христијани е голема. Таа се изразува преку постојано принесување молитви кон неа, потоа преку слигање на све фрески и икони со незиниот лик. Безброј цркви и манастири ни светот се посветени на мајката Божја. Така е и во Македонија. Голем е незиниот култ кај христијаните. Иако е вознесена на небесата, таа е постојано меѓу луѓето, особено меѓу оние кои се обраќаат со молитва.
Има една анегдота со светиот апостол Андреј. Кога тој се преселил на небесата, најпрво ја побарал мајката Божја и прашал: "Каде е таа?" Му било одговорено дека не е тука, туку е со луѓето на земјата. Затоа, браќи и сестри, постојано да се молиме на мајката Божја, Пресвета Богородица, како за нас, така и за нашите ближни, да се молиме за помош и остварување на нашите позитивни желби и потреби, да го чуваме ликот и споменот на мајката Божја. Амин.